Нивите во Овчеполието горат за вода. Приносите на некои култури паднали до 80%, а вработените во водостопанство ги нема никаде, бидејќи поврзале викенд со Илинден. Гневни се земјоделците. Стапи у контакт со еден вработет тук од Трнилиште, дотезе вика човекот. Вика другите не се никој на работа. На другиот канал исто на дефект уште од некну петок вечерта спрема сабата е сопрена водата. Слушна се од сабалето со него, кажа дека нема вода да десетка каналот имале некаков дефект. Викам кога ќе се оправи дефект, но вика денеска е сабота не работиме, недела не работиме, понеделник и денеска не работат, утре вторник државен празник, па е неработен ден за нив. Сега оди до водостопанство у Свети Николе, вратата заклучена, нема никој. Поради истите проблеми, минатиот месец само приносите на Луцерка паднале за 50, а овој откос ќе биде помал и до 80%. Се си суши, значи водот, полето е пусто. Значи они ни пуштат водат вадена и ја сопрат. Ние не можеме, ја имам некаде околу 7 хектара детелина, ја не можам 7 хектара да навадам со вадена. И не само ја, никој не е навадил овај крај. И покрај сите напори да стапиме во контакт со одговорните од водостопанство Свети Николе, не успеавме бидејќи претходниот раководител е во оставка, а новиот, како што сме информирани, бил на годишен одмор во странство. Од друга страна, водостопанство Кочани за состојбата велат. Нашата подружница не е надлежна за водоснабдувањето во Свети Николе, но со сигурност потврдуваме дека во моментов кон тамошните посеви се испорачуваат 6 метри кубни вода во секунда. Докога ќе трае агонијата на земјоделците и на посевите за вода е неизвестно, но штетите и досега се огромни. Продолжи ли ваквата состојба и понатаму, штетите ќе бидат еднакви на ранг природна непогода.